Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Во Мексико на самитот на групата 20, американскиот председател Барак Обама и колегите од најголемите економии во светот ќе се насочат на кризата со задолженоста во Европа. Во САД пак Microsoft со изненадување на пазарот. Еве ги најновите вести. Американскиот председател Барак Обама последниот ден од самитот на групата 20 најголеми светски економии што се одржува во Лос Кабос, Мексико, ќе го мине во средби со своите колеги фокусирајќи се на продолжителната должничка криза во еврозоната. Лидерите на групата 20 издадоа прелиминарно соопштение декларирајќи дека се подготвени да преземат координиран напор за промоција на економскиот растеж. Во понеделникот Обама се сретна со германската канцеларка Ангела Меркел во обид да изврши притисок врз европските влади да преземат потемелна акција за решавање на кризата, што се заканува да ја дестабилизира 17 члената еврозона. Американскиот председател ја обвини должничката криза во Европа за натамошното високо ниво на невработеност во САД, што може негативно да се одрази за шансите за негов реизбор во ноември. Според најнова студија на истражувачкиот центар Пју, американците со азиско потекло ги надминале латиноамериканците како најголема група нови имигранти кои пристигнуваат во САД секоја година. Во извештајот се наведува дека азијатите имаат најголеми примања, имаат најдобро образование и се најбрзо растечка расна група во оваа земја. Тие денес сочинуваат 5,8% од американската популација, што е значителен пораст од 1965 година, кога биле помалку од 1%. iPad на Apple доби конкуренција. Microsoft за есенва на пазарот најави своја верзија на табла компјутери. Американскиот технолошки гигант го представи својот Surface компјутер во понеделникот во Лос Анџелес. Новата направа ќе користи оперативен систем Windows 8 и може да биде прикачена на тастатура чувствителна на допир. А во продолжение, лекарите често велат дека дури и пешачењето може да го подобри здравјето и општата физичка подготвеност. Сега тоа тие го докажуваат на дело. Напоредно со вас. Погледнете. Деновиве Мери Халпин ужива во пешачењето. Тоа ми даде нов живот. Пред 6 години едва е можела да изоди неколку метри. Сега Зависно од блокот, едно 10-12 блока. се благодарение на програмата за физичка активност во Денвер, Колорадо, наречена Пешачете со лекарот, на чие чело е кардиологот Ендрю Фриман. Пациентите се во неформален диалог со својот лекар, гледајќи како го практикуваат она што го препорачуваат. Утрото почнува со бесплатен тест на крвниот притисок и капацитет на белите дробови. Почнав во март годинава и ослабев 2,5 конфекцијски броеви, само од пешачење. Пешачам, бидејќи ме натера мајка ми. Страдам од висок притисок и лекарот ме советуваше да пешачам. Сите не одмина, но важно е дека пешачиме. Доктор Фриман препорачува најмалку 150 минути физичка активност неделно. Ако имате краток здив, така што не можете да ја завршите реченицата и се потите, тоа е знак дека сте извежбале доволно напорно. Мери Халпин ја опишува можеби најдобрата полза од пешачењето. Како да немам 75 години, туку 50. Малкумина овој свет го гледаат од птичја перспектива, но многумина тоа го посекуваат и им станува професија или хоби. Денес ве носиме меѓу облаците, директно од авиатичарската школа на аеродромот Фривеј во Мериленд. Нов ден на аеродромот Фривеј. Нов пилот аматер зема часови полетање. Повеќето доаѓаат со мало или воопшто без искуство. Првиот чекор е ориентационен лет. Почнуваме со основни информации, проверка на апаратите, дали се работи како што треба.
Данушка Адикарам лета веќе 4 години. Дошол од родната Шри Ланка да добие пилотска дозвола. Сега држи часови по летање во фривеј. There's no exam or anything that you have to do before you start flying? Не се полага испит пред да почнете да летате. Секој без оглед на возраста може да дојде и да научи да лета. Имаме пријавени на 14 години, но и на 62, 63 години. Возрастната граница да летате сами е 16 години. Пилотската дозвола ја добивате по обука од 35 часа во пилотската кабина и уште 35 во училница. Сето тоа чини $9,000. За оние за кои тоа сепак е прескапо, изнаемувањето на авион со пилот за 1 час летање чини $200. It's completely liberating. There's just such Летањето целосно ве ослободува. Ги оставате сите грижи зад себе. Летав за прв пат. Дефинитивно нема да ми биде последен. За преку половината милион пилоти, колку што ги има во САД, честопати токму тој прв лет од мал приватен аеродром бил пресуден за натамошната кариера или пак хоби меѓу облаците. А утре во Newsflash и покрај огромната конкуренција, некои мали бизниси во САД цветаат. Како им успева тоа? Не пропуштајте ја наредната емисија. Успешна приказна. Мал ресторан има многу да понуди во овие тешки економски времиња. Гледате утре во Newsflash. Тоа е се за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас беше Јулија Велковска. За се останато ве покануваме да појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.